И нормално за шумите, за шумскиот фонд, за заштитата, но и за казните ќе зборуваме со кого, ако не со првиот човек на јавното предпријатие Национални шуми, господинот Здравко Трајанов. Добар ден и добре дојдовте. Добар ден, ви благодарам на поканата. Чест ми е да учествувам во вашата емисија. Искрено, веројатно ќе беше многу подобро да зборувавме за некоја тема, да речеме, на пошумување. Но овој пат нашата средба е да зборуваме за она што ни се случуваше во текот на оваа година, која што се уште не е измината, веројатно година со најмногу пожари до сега. Така, ова е една од најлошите години во однос на показателите за шумски пожари од различни аспекти. Огромна е фреквенцијата на шумските пожари. Ние имаме досега до 31.10. месец регистрирани 241 шумски пожар. Значи пожари кои настанале во уредено шумско земјиште и многу други шумски пожари кои се настанати во неуредено шумско земјиште. Тие дополнително ќе бидат обработени и соодветно кога ќе имаме податоци ќе излеземе со официјална бројка за истите. Ние согласно закон прибираме податоци за уредените шуми. Лоше е и показателот и за опфатена површина, шумска површина која е уредена, така да до овој период 31.10 имаме некаде изгорено околу 60.000 хектара шума и при тоа е настаната штета на дрвна маса некаде околу 634.000 метри кубни дрвна маса се опфатени со тие шумски пожари во уредено шумско земјиште. Тоа се бројки кои се поразителни. Во секој случај, ни најмалку не можат да бидат репрезент на нешто позитивно во шумарството, току напротив, треба да сериозно не замислат, како што спомнавте и вие во прилогот, за реформи во системите, со цел да поедноставно, поквалитетно, побрзо се справуваме со шумските пожари. Луѓето од македонски шуми се првите оние кои што излегуваат на терен кога настанува шумски пожар. Потоа, според ваша проценка, според проценка на луѓето кои што се на терен, се повикуваат и противпожарни и ако има потреба, нели, дирекцијата за заштита, полиција, војска и така натаму. Дали во моментов располагате со доволно луѓе кои што би можеле да бидат на терен и со доволно опрема која што тие луѓе треба да ја носат кога се гаси пожар? Секако, согласно закон, ние сме обврзани да ја штитиме шумата, односно да ја заштитуваме. Една од компонентите на заштита на шумите е заштита на шумата од шумски пожари. Значи, тоа е наша законска обврска и ние соодветно на тоа секоја година разработуваме планови за заштита на шумата од пожари и таму ги предвидуваме сите неопходни активности во однос на потребни ресурси, луѓе, средства за тоа да се спроведе најдобро како што треба, односно како што доликува на едно современо шумарство. Меѓутоа, ние како ново раководство видовме дека и покрај тоа што дел од работите се завршени, меѓутоа видовме и многу слабости во системот и од тука сметам дека неопходно е реформи и во нашите структури со цел да ги подобриме работите и во таа насока дури ние одиме и чекор напред. Предложивме измена и на стратегијата за шумарство, на некој начин бараме модели како во иднина поквалитетно, подобро да се справуваме со заштитата на шумите, а и секако компонентата заштита од шумски пожари. Во таа насока секако ќе следат и реформи. Добро е што сме на иста линија со Министерството за земјоделство, шумарство, водостопанство и размислуваме сериозно во подобрување на капацитетите. Тука неопходно е, како што спомна и деканот на Шумарскиот факултет професорот Никола Николов, неопходно е да се постават работите на здрави темели и во однос на шумските пожари многу е битно да се инвестира во превенција на истите или, доколку настанат истите, брзо и квалитетно да се реагира.
Затоа и вашето прашање е многу легитимно. Ние сме тие што сме повикани квалитетно, брзо да излеземе на терен, за брзо време, со соодветни екипи кои ќе во зародиш на пожарот реагираат и го изгаснат соодветно пожарот. За жал, предпријатието го наследивме со многу големи финансиски долгови. Спомнав, некаде 20 милиона евра беше долгот кога го наследивме предпријатието. Неисплатени плати, слаб работен ефект на вработените, имаше штрајк, на некој начин многу параметри кои одеа контра ова што го збореме неопходност на системот и ЈП Македонски шуми да излезе прв на фронтот на гаснење на пожарите. И покрај сите тие слабости во системот, морам да кажам дека нашите екипи ревносно, квалитетно и брзо, без нито еден приговор, излегоа на терен, си ја завршуваа работата онака како што знаат, некаде со подобар успех, некаде со послаб успех, од објективни, субјективни причини кои ги нормално сега сумираме, разгледуваме и бараме соодветен начин на решавање на проблемот во иднина. Инаку, точно е, ние имаме некаде околу 300 обучени луѓе за гаснење на шумски пожари. Во секоја подружница имаме по едно-две специализирани возила за гаснење на шумски пожари и нормално рачен алат, се она што е потребно за гаснење со борба против пожарите. Меѓутоа, од друга страна, видовме и слабости, гледаме дека тие ресурси се недоволни, затоа во иднина мораме да ги дуплираме самостојно своите ресурси, да драстично подобриме во однос на опрема, потреба од опрема и набавка на соодветна опрема, обука на кадар и, многу битно според мене, обука на стручен кадар. Затоа и го реактивиравме проектот за изградба на обучен центар за шумски пожари, зборам, специјално, многу веројатно ќе биде во Кавадарци, како централен регион и во тој центар ние во суштина треба да обезбедиме обука и на гасначи, меѓутоа и на луѓе кои ќе раководат со шумските пожари, како една од послабите алки во борбата против шумските пожари. Значи, многу е битно командата врз гаснењето на пожарот да биде од стручно лице, квалитетно обучено лице, кое знае во даден момент што прави, како треба да постапува и како да ги менаџира сите останати ресурси. Оваа година, мислам дека и минатата, кога имаше пожар во Малешевијата, еден од начините да се изгасне огромниот пожар беше палење на нов, и кога тие два пожари ќе се судрат, тогаш практично настанува гасење на пожарот. Апсолутно, тоа е докажана добра тактика за гаснење на пожари, меѓутоа бара многу присебни луѓе и луѓе кои се обучени за таа работа. Да, тоа не може секој да го прави. Не може секој да го прави и тоа недозволено некој што не ја познава проблематиката ни да помисли да го прави, затоа што може самиот да се најде во замки на огнот. Во суштина се пали појас и од едната страна во насока на кај пожарот се остава да гори, со цел двата огини да се судрат и тука во недостаток на кислород да се изгасни самиот пожар, а делот каде што се брани фронтот на пожарот, уште во зародиш се загаснува и не се дозволува проширување во друга насока. Тоа е признаена светска метода за гаснење на шумски пожари и наши квалитетни стручни лица тоа знаат да го направат, се користело и во минатото и сега, меѓутоа зборам многу предпазливо треба со оваа метода. Токму заради тоа и инсистирате на вршење на обуки на оние кои што ќе раководат со тимовите кои што учествуваат на во гаснење на пожарите. Апсолутно, тоа е можеби според моје видување и клучен момент, затоа што гледаме дека кога имате повеќе институции, често пати, иако законски се знае надлежноста која институција кога настапува со командната одговорност, меѓутоа тоа префрлање на командната одговорност од шумарство према противпожарни бригади, према ДЗС, на крај ЦУК и прогласување на таа кризна состојба со цел мобилизација на сите ресурси,
често пати оди со одредени недостатоци и недоследности и различно видување на одреден сегмент од системот како треба да се продолжи понатаму. Ние во пракса имаме многу успешни примери. Мислам да се разбереме, луѓето се жртвуваат. Гаснењето на пожар е ужасно тешка работа, макотрпна, луѓето си го едноставно ризикуваат и собствениот живот и секоја благодарност на сите кои учествуваат во гаснењето на пожарите и често пати ние, бракајќи ги негативните примери, забораваме да го нотираме тоа што е позитивно. Меѓутоа, тоа што е негативно мора да има командна одговорност и тоа тврста командна одговорност која ќе знае што се прави во моментот. Ние често пати на одредени пожари имаме многу луѓе, стојат и се неупотребливи затоа што не знаеме како да ги ставиме во функција или немаме соодветна опрема за истите или така натаму недоследности. Па такво нешто, извинете што ве прекинав, такво нешто, мислам дека летово се случи кога гореше Галичица и кога објавија повик да дојдат доброволци за потоа да кажат не доаѓајте затоа што на теренот има се уште неиспукани мини од Првата светска војна, затоа што е непристапен теренот. Луѓето се јавија. Се уште постои желба, волја кај луѓето да помогнат. Но не сме необучени да се пуштат на во такви спасувачки акции. На крајот го дадовте одговорот, апсолутно не сме, законски е забрането необучен човек да го ставите во функција на гаснење на пожар. Тоа е недозволиво затоа што од друга страна не научи и мислам ова историјата на пожарите дека необучени луѓе лесен се плен за самиот оган. И не ни вреде на нас гаснењето на пожарот ако изгубиме човечки живот поради недоследности во самата постапка на гаснење на пожари. Реков, тоа мора да биде многу синхронизирано, многу добро обезбедено, со командна одговорност, со јасно знаење кој што прави во целиот тој процес. На некој начин, ако тоа го воспоставиме, ако воспоставиме таков модел, тогаш ќе имаме многу подобра основа за борење против шумските пожари. Ке потенцирам многу развиени држави, вклучувајќи ги Соединетите Американски држави, Канада, Австралија, Европа, Медитеранот, исто така имаат проблеми со шумските пожари и пожари од сериозни размери. Значи, тоа е негативна појава која зима замав во целиот свет. Меѓутоа, ние соодветно нашите прилики, нашиот менталитет, нашите ресурси, неопходно е да ги најдеме најдобрите начини како да се справуваме со шумските пожари, а тоа е возможно ако го реформираме системот, ако учиме од грешките и ако не ги повторуваме истите во пракса. И она што го спомна и деканот во прилогот, а јас кажав во најавата, статистички во Европа 9 од 10 шумски пожари се подметнати. Што значи дека доколку бидат фатени сторителите, треба да има многу строги казни, веројатно државата треба да размисли како да се казнат сторителите за да не планираат луѓето заради свое добро да подметнуваат пожари во шумите. Така. Очигледно не помагаат ни оние забрани за движење во шума летно време што се воведуваат. На еден од првите состанци кога заклучивме дека треба да го реформираме системот, баш тоа го и потенцирав. Во кривичниот законник имаме 3 члена кои го третираат овој проблем. И секогаш судска пракса е да се зима поблагата основа за сторителот на кривичното дело. Меѓутоа, тоа во суштина пак не доведува во ситуација да немаме крајни завршници, односно казната да биде на некој начин опомена и за сторителот и за секој иден сторител, да не го прави тоа што не е добро и што е на штета и на државата, и на населението, и на екосистемот, и на се што представува проблем во пожарите. Затоа е тука неопходно и таа реформа и во делот на правосудството, а специјално во однос на регулирањето на оваа материја во кривичниот закон. Ајде сега една малку поубава тема за крај. Се планира секако, но
колку би требало и кога би требало пролетва, односно следната година од напролет, да се засадат нови садници за барем за некоја година да се надокнади она што ни изгоре. Така. Согласно закон ние мораме опожареното место да го исчистиме, значи се она што е опфатено како вегетација од пожарот мора да се исчисти. Тука да нема дилема и тоа е законска обврска и инспекцијата за шумарство тоа ни го наложува како обврска на нас како јавно предпријатие за стопанисување со шумите и тоа мораме да го направиме. Втората фаза е, откако ќе го исчистиме теренот, да пристапиме кон пошумување на сите оние површини кои се опфатени со пожарот и за соодветно обновување на истите. Добре дојдено е, нели, секојаш и помошта од природата, ако тоа на некој начин се ревитализира и само од себе се обнови, меѓутоа наша обврска е сето тоа да го санираме, да го обновиме и соодветно да го пошумиме. Такви акции се спроведуваат и во моментот. Значи, ние сега санираме пожари кои се случуваа неколку години наназад. Така. Знаете, пожарите во Малешевијата, сега се сериозна обсервација од наша страна, ги пошумуваме, имаме пошумување во Делчево, Пекчево, Берово со сериозни површини, дополнително пошумуваме и останати пожари, опожарени површини, голини и така натаму. Значи, тоа е една од активностите со кои ние се гордееме како јавно предпријатие, затоа што во суштина наша задача е да го задржаме шумскиот фонд и стално да го подобруваме и зголемуваме. Тоа е една од мерките е нормално пошумувањето. За жал, бројот на садници ни е ограничен оваа година од разни причини. Има се произведено не повеќе од 1.000.000 садници, меѓутоа дадов наредба и со секторот за огледување заштита на шумите, констатиравме дека треба да драстично зголемиме таа бројка и до година ќе произведеме најпрво некаде над 4-5 милиона садници и соодветно истите ќе ги пошумуваме, а за веќе годините понатаму ова бројка ќе расте, се со цел да се она што треба да го санираме и она што е наша желба да ги подобруваме шумите, да го подобруваме квалитетот на шумата, да освојуваме места кои не се пошумени, голини, да ги соодветно пошумеме. Тука мора сега да отвориме една тема која е сериозна. Имаме, за жал, некако преклопување на ингеренции. Еден добар дел од површините кои се неуредени, а се реално шума, катастарски се водат како пасиште и тука мораме да најдеме решение, затоа што сепак шумата е висок интерес на државата, има соодветно место каде да има и паша, меѓутоа овде каде што имаме шуми, без разлика што не се уредени и се зафатени со пожари, мислам дека мораме како јавно предпријатие и како налог од инспекција да соодветно излеземе и да повторно пошумиме, се со цел да го одржуваме шумскиот фонд и нормално да се бориме тоа да го зголемуваме, подобруваме, се во интерес на граѓаните на Република Македонија, затоа што сите ги сакаме шумите, со исклучок на овие подпалувачи на шумите и нормално тие луѓе кои ја злоупотребават, пустошат шумата, плачкаат, како да кажам, меѓутоа сите останати граѓани на Република Македонија се свесни за значењето на шумските екосистеми и потребата од стабилни шумски екосистеми и тука очекувам силна подршка и од јавноста и да ја насочиме пред се нашата работа како јавно предпријатие во таа насока, да бркаме поголеми површини под шуми, поквалитетни и така натаму. Затоа што шумата и шумскиот екосистем ни е потребен на сите. Само ќе спомнам два моменти. Борбата за пивка вода е сериозен проблем кој ни престои во иднина, како и ширењето на пустината и климатските промени се работи кои сериозно мораме да ги земеме во предвид и да настапиме во иднина се во насока на
подобрување на состојбите. Со оглед на тоа што Македонија е во еден од појасите кои што навистина ќе ги почувствува последиците од глобалното затоплување, навистина треба да вложиме максимално сите, да вложиме максимално труд и напор за да си ги сочуваме шумите и водата која што за среќа засега ја имаме во изобилство. Така. Господине Трајанов, јас ви благодарам што бевте денес дел од нашата емисија. Се надевам дека во следна прилика ќе имаме можност да позборуваме за она што сега пред малку го кажавте, вашите планови дали се почнати да се реализираат и верувам дека повторно ќе имаме можност да се видиме. Благодарам во секој случај што ми дозволивте да гостувам во вашата емисија. Секако задоволство е да се биде дел од Македонската радио телевизија. Во секое време за било кој теми од шумарството ви стојам на располагање. Ви благодарам уште еднаш.